Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео! Не се чудете што ова прави тука вака, малце пробувам прв пат вака да снимам видео, значи можам и вака да снимам видео, можам и вака да снимам видео. Денес правиме видео каде што не знам човек како ќе се вика, некако вие знаете како се вика. Одлучевме да нарачуваме облека од интернет, ама не да нарачувам јас, туку да нарачувам мојата девојка. Без јас да знам и да имам појма што е, колку е, зошто е, од каде. Ќе престанам, значи морам да престанам, иначе ќе ми збркат. Имаме неколку парчиња облека, јас ќе ги отварам, ќе ги гледам, прв пат ги отварам, појма немам што се, ќе ги гледаме заедно и на крај кога ќе ги отвориме сите, вајде ќе ги пробам и ќе видиме, ќе ги скомбинираме, значи сега Стефан Адрстанов фешн канал, блогерки на апаратима. Не е спонзорирано видеото, Зара, ако сака да слободно јавете се, мејлот е отворен за сите. Првото е нешто е од Зара. Имаме тука огромен пакет, имаме тука, така да... Ова се надам дека ќе можам само да го... Океј. Ау, има кеса внатре. Кеса им е скината. Не е кеса, картијана е, what? Unboxing. Тука имаме нови cargo pants. Skinny gang rise up. Едно скини, што е? Не можам човек убаво да ги видам. Дали таму на камера се гледаат убаво? Ќе ги видите валјда поубаво кога ќе ги облечам. Што се надам, многу ми е страв дека нешто нема видео точно, дека ќе мора да ги враќаме. Вака ми изгледаат многу убаво. Значи, у последно време се заљубив во cargo pants, така да мислам дека ќе бидат одлични. А што е ова? What? Што е ова? Дали ова тренерка, дали е панталона? Што е преводот на джогер? И зашто се вика джогер? Кој е преводот македонски на джогер? Ама поише ми личат на панталони отколку што се... Може да се фенси панталони. Фенси панталони? Фенси тренерки? Да, убава изгледа на слика. Ова ми личи некако премногу елегантно, не знам. Не ми личи многу на мене. Ќе видиме, сега вака не знам, кој ќе пробам и ќе видиме. Следно го имаме ова, ми даде нешто да го отварам? Не ми даде. Како ќе го отварам? Одлепи го. Ма бре, личам ли јас на Hulk? Ќе го отварам наопачки, гајле ми. Зошто? Не! Колку работи има тука? Кажи ми дека ова е твое. Така? Yes. Дали имаш нешто твое? Ова се премногу работи. Океј. Да не си споилнувам, ќе идеме едно по едно. Иначе, ако некој се прашува, мојата омилена страница за онлайн шопинг, што се вика ASOS, така да си нарачувам секако таму, само што овој пат не бев јас тој што скролаше и што купуваше, туку беше тоа препуштено на некој друг. Ова е префлафи! Ако веќе ме гледате не знам колку време, знаете дека мене тој период на годината ми е омилен и едве чекам да дојде, едве чекам да дојде таа зима и да се облекуваме и да... Освари, јас многу се бунам кога е ладно надвор. Ама многу сакам Крисмас и Нова година и се да ми е накитена, си купам велики чизе. Ова е джемпер, ама ова ми личи преголемо. Дали овие онлайн може да се враќаат воопшто? Не можам да ви доловам колку е ова меко и колку е убаво, значи. Ја мислам дека после кога ќе ги пробувам ќе правиме и close-ups и све за да се гледаат убаво. Океј, ќе видиме како ќе стои и дали ќе успееме некако да искомбинираме. Со што би изгледало ова пубаво, со црните? Океј, одиме на следно. Ова ми личи на некоја блуза. Ова е некако па крут материјал. Мислам дека со овие ќе изгледа убаво. Што е ова? 48-та капа мојата колекција. Стварно не знам колку имам во моментов капи. Ама секој се радувам на нова капа. Хе-хе! Пума! Сива капа, дали имам ја сива капа? Немам ни една сива капа. Еве капата, добро. Последно е црвено. Црвено? Добро, Стефан, ќе се научиш ли да отвараш ствари? Ој гад, ја обожавам бојава. Зашто ова вака ко да го имам тегнато и вака носено? Жи ми се. Не знам зашто ми делува дека толку големо, ама изгледа сум голем човек и треба да се помирам со тоа. Мислам дека ми се свиѓа се, најскептичен сум за ова. Не сум сигурен ова како ми се свиѓа, али одиме сега на пробување и комбинирање.
Окей. Аутфит број 1 изгледа вака. Најсасми се човек, овие некако се премногу скини. Значи ја мразам кога толку ми се гледа копанче тука. Мислам дека е утнат бројот, дека треба овие да се, не знам. А може би само јас ќе се подослабам затоа што нели е време и така да... Мотивација за слабење. Да, ето, мотивација за слабење, за да не враќаш алишта, само ослаби. Ова ми се свија многу. Мене. Капчето некако е човек сплескано, не знам како да... Ова е првиот аутфит, оценете го од 1 до 10, а мојата оцена од 1 до 10 е... Мојата оцена од 1 до 10 е 10. 6? Не. Премалку е? Седмица, може? Не. Ајде, окей. Ајде, седмица. Аутфит број 2. Ги задржавме панталоните и ги сменивме само ова со оваа капа. Мислам дека на ова сум поише фаворит. Најверојатно зашто црвена боја, било што, дај ми само да е црвено, окей е. И плюс мислам дека оваа ми е најомилена капа у моментов. Мислам дека ова е боље. Ова веќе можам да му дадам некоја... 10-ка. 10-ка. Не, ова би му дал човек 9. Ова е многу некако кој излагање од некоја си комфорт зона, зашто ја обично носам најчесто дуксери, со капа, со све, а ова ми е прв пат онака да... Знаеш, ова да ми е слободно, да немам некако да не е дуксер, да немам, не знам. Мене ова ми се допаѓа. Ти што викаш? 10-ка. Овие детали со овакво ми се свиѓаат. Одиме на последното. Значи, кога ги соблегав оние црнине, бевко од носење колку снимаме некој пола сат максимум. Знаете ли ова колку е удобно да се носи човек, колку е ова... Ја не можам да ви доловам колку е ова човек флафи. Значи, не знам, пипнете вие, значи... Знаете ли ова колку е флафи, колку е убаво бре? Јас мислам дека го најдов новото омилено парче облека што ќе го носам кога ќе сакам да ми биде онака најудобно, што само вака колку е убаво што сакам вака да се гушка. И овие се многу поудобни. Тие само некако не знам, ми личат овие кога да се елегантни и кога треба да ставам некоја опасна ципела доле. Не патикиве. Јас не можам да се замислам себе во ципела. Не ципела, ама обична бела патика. Да, тоа може да функционира. И капа ова не знам, ја ставив некоја што е оваа боја, зашто не знам. Тука ги немам ни сите капи, рачунете дека тука имаме до 15 капи. Ако имав други патики на себе и може би некоја подобра одбрана капа, затоа што поише сакам капи, а не bucket hats, би му дал... Пробувам да видам скромен, значи пробувам, иначе 10. Пишете ми стварно вие од сите овие 3 аутфити кој ви беше најбар, да знам кој повеќе да го носам и да го сликам. Чекај, јас да ти кажам. Ова е 6 од 10. Двојката е 9. Како е 6 од 10, а ти ми го одбра? Така. Што не? Јас посебно ги купив. Ова е 6 од 10? Да. Претходното беше колку? 9 од 10 А. и кецата 10 од 10. Кецот е 10 од 10, ова не се допаѓа ич. 6. Тоа беше за крај, го облеков пак ова. Еве може како четврта комбинација. И може би не е лошо. 10. Тоа беше тоа за ова видео, се надевам дека ви се допадна. Не знам, прв пат пробав да направам нешто. Ова е мислам дека едно од поразличните видеа што некад сум ги направил, некако најона излагање од тоа што сум јас на YouTube и така. Ако ви се допадна ова видео, ставете лайк. Пишете ми доле обавезно кој аутфит вас ви се допадна најмногу, значи 1, 2, 3 или можеби 4. И субскрајбнете се на мојот канал за уште многу јаки видеа, а ние се гледаме следното видео. Чао! 10 од 10.